Здраво другарки. Денеска ќе збориме за мојот омилен блокчейн и според мене мислам дека еден од најдобрите блокчейни до сега што се испаднати. Се надевам дека така ќе биде и во иднина. Нормално ќе збориме за Cardano. Ќе видиме што е Cardano, колку е децентрализиран, што може да направиме со Cardano, како може да заработуваме и еден тон ствари. Мислам дека видео ќе трае па минимум 1 сат. Ја се надам дека ќе трае помалку, но има многу информации во однос на Cardano кои сега ќе пренесам, затоа што е прилично сложен блокчейн. Сега, прво да видиме што е Cardano. Значи, Cardano е децентрализиран блокчейн, кој е јавен и нормално, мислам, се по новите промени има некои како и privacy chain, нели тоа знаеме дека е Midnight, или можеби не знаеме. Имаме Midnight, тоа е Layer 2 блокчейн кој живее на Cardano, но ние ќе се задржиме само на Cardano. Значи, тој е јавен и децентрализиран и Cardano има нетивна валута која се вика ADA. Значи, ADA Cardano валута, значи ја имаме тука, може да кажуваме Cardano, јас ја кажувам ADA затоа што тоа е валутата. Можеме да видиме на CoinMarketCap, мислам јас таму највише си гледам кои валути си гледам во однос на валутите, кои статистики ги има, например, само да видам каде беа статистики, малци му го измениле сајтот како и да е. Но гледате, all time high била 3.10, all time low била 0.017, тој што земал алада му со малце пари, ќе направи многу пари како и да е. Ако може да видиме, моментален волумен нели на купо-продажба е за 24 часа 645 милиони, што е прилично многу. Може да видиме исто така дека total ADA имаме 44 милиарди, значи total supply, а circulating supply, тоа значи дека во оптек се пуштени само 35 милиарди, што значи дека уште 9 милиарди во иднина ќе се пуштат. Но ние нема се задржиме на ова, ќе збориме малце повише за Cardano и што значи Proof of Stake и Proof of Work. Мислам дека имам зборено више за Proof of Work на нормално на најпознатата криптовалута. Ќе објаснам накратко што е тоа. Тоа значи дека имаме мајнери кои ги билдаат следните блокови и за билдањето блокови се ослободува прва, ако го земеме биткоин, се ослободува биткоин и мајнерот добива награда. Моментално мислам дека беше 3,25, исправете ме, може и да грешам, 3,25 како и да е, претходно беше 6,5. И тука се употреба голема процесирачка моќ и се троши многу електрична енергија. Во однос на Proof of Stake мајнерите, не дека не се троши енергија, но е прилично многу помала. Нормално тој што има валидатор на Proof of Stake, нормално го троши прилично голема енергија, но такви валидатори, например, не се милиони, ако правиме моите, не се милиони мајнери, туку се например 2-3 5.000 или 10.000 нодови. Значи, во однос на Proof of Work, Proof of Stake троши многу помалку струја. И, например, ако гледаме, тука можеме да видиме дека со 51%, доколку се контролира, сега во однос на Proof of Work можеме да контролираме нодовите, тоест фул нодовите на, пример, ако земеме биткоин, фул нодовите може да ги контролираме, може да ги контролираме мајнерите и со тоа да ги наштетиме на самата мрежа. А во однос на Proof of Stake треба да контролираме 51% од, сега пак ќе кажам, може да биде во однос на половите и може да биде во однос на коините, но коините не се толку битни во однос на половите. Мислам дека тука не е баш толку многу добро објаснето и во Proof of Stake ние како со самото држење на коините, например, сега ако земеме Cardano, во однос на држењето на самите коини, можеме да направиме некоја пасивна заработка. Тоа ќе го објаснам малце подоцна. И сега сакам да видиме, да навлеземе малце технички како се прави една трансакција на Cardano, како се извршува и за тоа имам спремно еден диаграм во однос на Cardano трансакции.
Например, ако видиме, ова може би изгледа и многу комплексно во однос на други работи кои ги имаме објаснувани, но сепак да видиме што се дешава технички. Значи, имаме три фази, гледате. Фаза 1 кај што се креира и се потпишува од волетот на юзерот, потоа имаме фаза 2 каде што се пропагира до самата Cardano мрежа и трета фаза каде што имаме каде што имаме билдање на нов блок и финалите. Тоа финалите значи дека трансакцијата е завршена и не може више да се измени во иднина. Сега да навлеземе малце повише во однос на целата работа. Ако можеме видиме на самата слика, значи, нели, ние како јузери нормално имаме некој волет каде што правиме интеракција со самата мрежа. Сега на волетот, кога ќе го отвориме нормално волетот, тоа ќе го прикажеме малце подосна како може да правиме директно на волет трансакција. Например, јас користам волети како Dedalus и како Lace. Dedalus нормално го користам за стекање и за пасивна заработка, а Lace за правење на некои не толку големи трансакции. Сега што правиме на самиот волет? Значи, прво ние го ставиме, значи, каде сака адресата на примачот, тоест каде сакаме да ги пратиме да пратиме нашата ада или може би сакаме да пратиме NFT, затоа што Cardano поддржува и NFT. И исто така го ставаме, ја ставаме количината која сакаме да пратиме. Например, сега ќе се задржам само на ада. И понатаму сега, доколку сме технички спремни, ја не знам кој е технички спремен, ја пример во однос на ада прилично многу работи знам, така да може да се направите некои дополнителни информации да се достават во самата трансакција која сакаме ние да направиме. Потоа, волетот треба да го конектираме на, мислам, треба да превземе информации од самиот блокчейн. Значи, треба да видиме така наречени UTXOs, тоест Unspent Transaction Outputs. Значи, овие не се многу битни, ова разберете, као например гледаме на нашата банкарска сметка, например имаме 20.000 денари, доколку сакаме да пратиме пред 21.000, немаме валиден UTXO, туку треба да имаме прва трансакција која нема да поминува повеќе од 20.000 денари. Значи така гледате како да гледаме во однос на нашата сметка. Значи тоа се UTXO. Не би можел многу технички да навлезам во ова, затоа што нема да ме разберете во работа, затоа замислете го само како банкарска сметка. Сега, од кој ќе се види, треба да имаме валидни UTXOs. Доколку имаме валидни UTXOs, ние можеме да направиме трансакција. Потоа, имаме значи, од кој ќе избереме адресата каде што ќе треба да го испратиме, нели, да испратиме нашата ада, тогаш треба ова се нарекува input selection, тоест и UTXO pool. Тоа значи дека ние например може да имаме повише UTXOs, тоест да кажеме повише банкарски сметки и од тие банкарски сметки, например ако имаме на една банкарска сметка 3.000, на друга имаме 5.000, на друга имаме 6.000, тоа се 14.000. Доколку сакаме да испратиме пример 10.000, самиот волет и самиот блокчейн ќе ни одбере например да користиме повише UTXO, тоест повеќе банкарски сметки за да направиме една трансакција. Тоа го значува на input selection и UTXO pool. Потоа исто така треба да се вкалкулира и самата провизија која зема самиот блокчейн и од која се ова ќе се дефинира на волетот, со самиот волет ние треба да подпишеме нашата трансакција со приватниот клуч. Приватниот клуч уствари е тој што ја подпишува трансакцијата и потоа тоест значи самиот волет
Со самиот волет ја подпишуваме трансакцијата, тоест со приватниот клуч, кој приватен клуч не sme да го има никој освен ние самите како јузери. Доколку некој има пристап до приватниот клуч, може да бидат украдени сите АДА. Нели, нормално нашите финансии да бидат украдени, а сега поентата е со крадењето на финансии, затоа ја не препорачувам секој да користи волет, затоа што прилично треба да биде заштитен нашиот компјутер и нормално не кликаме по никакви превари и некои нели линкови или какви било, затоа што кога ми биде украден приватниот клуч, ние ќе ги изгубиме финансиите. И сега потоа се прави witness set assembly. Ова се прави со се креира, како го објаснам ова, дури малце и мене ми е тешко да го објаснам, transaction body, тоест се референцираме до сите претходни UTX-о кои биле правени на самиот волет. И нели потоа како што кажав се стават и некои опционални работи, например како некои забелешки или некои забелешки исто така во однос на NFT и некои интервали доколку кога сакаме да се изврши таа трансакција. Од кога се ова ќе биде склопено и нели подпишано од новчаникот, трансакцијата се пропагира до network mempool, што значи нормално прво се заштитува, значи се криптира самата трансакција и се праќа потоа до mempool. Сега што значи тоа? Тоа значи дека нашиот волет е поврзан со некој јавен како да објаснам, со некој јавен пул или со некој јавен нод, каде што тој нод ја прима самата трансакција, ја валидира, значи на самата мрежа се валидира, например она што го кажав ја, UTXOS се валидираат, се гледа дали имаме валидни подписи, дали имаме доволно АДА да се исторши од самиот волет за провизијата на самата мрежа и од кога ќе се провери од самиот нод, нели од тој паблик нод на Cardano мрежата, тоа се пропагира во еден mempool каде што сите вакви трансакции што биле направени чекаат за формирање на блок од трансакции. Од кога ќе се примат во mempoolот, исто така потоа се прави значи како значи директно се конектира кон другите нодови. Значи овој mempool е конектиран кон сите нодови на самиот Cardano pool. Мислам на самиот Cardano блокчейн. И потоа за да се извршат овие трансакции треба да се направи да се вклучат овие трансакции во самиот блок и потоа со одреден алгоритам на Cardano се одбира следниот слот лидер, тоест еден од овие нодови кој што се на Cardano мрежата ќе биде тој нод ќе биде одберен, значи рандомайз ќе биде ова направено и потоа со рандом алгоритам се бира кој нод ќе го билда блокот. Од кога ќе се избилда блокот, мислам при билдањето на самиот блок се испитуваат сите UTXOS што ги кажав, значи дали има доволно АДА на самиот волет за да може да биде исторшен, се проверува балансот, се гледаат нели дали има валидни подписи. Значи тоа го прави самиот слот лидер и потоа го прави предлог на следниот блок што треба да се избилда и нормално се зима хашот на претходниот блок. Мора да има ознака или да го наречеме тоа хаш од претходниот блок што бил направен на Cardano мрежата. И од кога ова ќе
ќе се направи, тоест ќе се направи овој пропозал, се проверува блокот од сите останати нодови, тоест се валидира самиот блок и потоа настанува, гледате, блок validation by other nodes, се валидира самиот блок. Откога све ќе биде валидирано, потоа се очекува финализирање на самата трансакција и со тоа на сите нодови кои учествуваат нели во билдање на овој блок и во валидирање на самиот блок се запишува се запишува во блокчейн, овој блок што бил избилдан. И со тоа се пресметуваат сите нови UTXOs, значи на пример нели тоа е као исто балансот на нашата сметка која сме имале 20.000, биле истрошени 18.000 и новата состојба е 2.000. Тоа накратко би можел да го објаснам како UTXO. Што значи дека е прилично комплексно ова. Мислам, прилично комплексно се извршува трансакција на овој блокчейн и нормално овие нодови постојат, значи, лесни нодови и тешки нодови. Значи, ги кажам heavy nodes и light nodes. Например, ако гледаме као light nodes, може го кажеме Daedalus wallet-от, а heavy nodes, тоест тие нодови што учествуваат во генерирањето на овие блокови и одржување на самата мрежа, се нарекуваат исто така како staking pool operators, тоест SPOs. И сега што е SPOs? Значи овие блокови што се прават од така наречени SPOs или, например, накратко кажано, нодови. И сега да видиме во однос на нодовите. Само да видам кај сме. Еве сме тука. Во однос на нодовите, гледате Cardano SPOs и тука може исто така секој кој има техничко знаење да оперира со staking pool оператор, но треба да се следат секојдневно новостите кои се дешаваат на Cardano блокчейнот и нормално да се следи самиот пул и да биде да биде многу заштитен за да не настане некој хакирање на самиот пул, гасење, рестартирање и така наречени работа, што значи дека прилично има работа со пул. Сега исто така да видиме самата децентрализација на блокчейнот. Јас едно време објаснувам, мислам имам во едно мое име, во едно мое видео имам објаснување за Cardano. Ако гледате, Cardano has 18 пати повеќе валидатори неголи биткоин. Што значи валидатори? Валидатори значат овие SPOs или нодови на Cardano, што значи дека ги имаме 2139 и со тоа гледаме дека е прилично децентрализиран Cardano и овдека може да видиме дека е коефициентот на децентрализираност му е 22, а тоа значи дека прилично многу е децентрализиран во однос на биткоин. Што значи ова 22? 22 значи дека треба да се искакираат 22 SPOs, тоест staking pool оператори за да биде превземана мрежата и да почнат се прават малициозни трансакции на самиот блокчейн. Сега пример сакам да збориме и малце во однос на како може да заработуваме со Cardano, кој е еден од најлесните начини на заработка. Овие SPOs играат многу голема улога и ќе видиме сега зошто играат голема улога во правењето на пасивни пари доколку сме ходлер на Cardano коини. Најлесниот начин е да употребиме Binance, да отидеме во Earn, Simple Earn и да побараме ADA. Значи, ако видиме тука ADA, еве, ADA гледате од 0,08 до 2,1%. Тука има Flexible Locked, тука се малце различни работите, гледате на 120 дена, ако бидат заклучени токените, ќе добиеме 2,1% на годишно ниво. Искрен да бидам, не знам овој процент
дали е за мене добар, јас очекувам да има и повише, барем 3,5-4% да се земат на годишно ниво од стекање на ADA. Сега да објаснам и што значи стекањето на ADA на самиот блокчейн. Тоа значи делегирање на нашите коини, значи тоа не е префрлање, не е давање, не е локирање. Мислам, на централизирана берза значи локирање, но децентрализирано, доколку сакаме да користиме волет, треба да научиме како и да ги стекнеме на самиот волет и како да бараме пулови каде може да ги стекаме нашите ADA. И тоа значи делегирање на нашите ADA на самиот пул. Сега, ова што сакам да го објаснам е многу битно во однос на стекањето, тоест на пулови на децентрализиран начин. Ќе почекаме, јас го користам овој explorer.io пул и исто така имате и Cardano Pool Tool, така се вика страната, гледате pooltool.io, имате пулс, значи овие две страни ги користам за да наоѓам пулови. Сега, ако видите ваму, пример на оваа страна, може да видите колку е исполнет еден пул со тоест колку се стекнати Cardano коини. Тука можете да видите дека 67 милиони Cardano коини се стекнати и ова значи колку е пулот зафатен. Сега ова е интересно, значи испод ова, ако гледаме вака, гледате овдека 96%, тоа значи дека 96% е полн овој пул со стекање на коини. Што значи дека уште 4% и нема може да се стекаат повише на овој пул. Сега исто така ова е важно од аспект на колкава награда ќе земеме од самиот пул. Сега не знам зашто ова е трипл и овдека е покачено, мислам дека ова е во однос на дневно ниво, не сум сигурен во однос на ова, ќе треба малце повише да проверам во однос на пуловиве, но според алгоритмот на Cardano, доколку ова е прилично голема бројка, например 96%, како што гледате црвено ваму се наоѓа, значи дека ќе имате помала награда. Зашто ќе имате помала награда? Со ова се прави, мислам намерно е направен така алгоритмот за да настане поголема децентрализација, тоест да се прават нови пулови за да имате поголема награди, нели некој пул што не е многу полн, таму да се стекнат самите коини. Значи гледате овдека како што гледаме 39% и овдека би требало да има поголема награда, некој пул што е многу голем. Не знам зашто ова тука е 3,50, ваму пример кога гледаме овој со 39 2,91, ова треба да биде прилично поголема бројка во однос на ова. Но знам дека и не секогаш овие бројки се точни, така да и тука гледате лак, тука исто во однос на ова може истиве работи ги гледате, само да видам Pool Explorer. Добро, и тука ги имате тикерот на самиот пул, значи со овој тикер, број кој ќе сакате да стекнете, овој тикер ќе го користите. Ќе ви покажам ја на самиот волет како сето тоа се прави. Сега, освен, значи, делегирањето на вашите токени, ќе мора да делегирате исто така за гласање на самиот токен, тоест каде да се движи самата мрежа, затоа што не знам колку знаете, самите девелопери, нели, оние кои се главни на Cardano, направија нов апдейт со тоа што треба да правиме делегирање на некој DREP, тоа што значи Decentralized Representative, кој нас ќе треба да не, доколку ние самите не сакаме да гласаме, нели, со нашите токени, ќе треба да ги делегираме на некој DREP за тој да гласа во наше име. Сега тоа исто така како се прави, треба да отидете на, само да најдам, govtools.io. Тука ги имаме сите DREP-ови и тука може да направиме само нели да го конектираме нашиот волет и потоа да делегираме, затоа што ако не го делегираме нашиот глас, ако не го делегираме нашиот глас, нема да добиеме наградата иако сме делегирале на некој пул нашите токени. Ова зошто е направено така, затоа што треба
да имам голема децентрализација. Со ова значи дека и нашиот глас, нели, во однос на процентот на кој имаме, нели, колку имаме ада, толку ќе ни биде уважен. Нели, например, сега на 100 милиони на ада, доколку се стекнати и исто така се делегирани на ДРЕП, доколку ние имаме 1 милион ада, кај нас тоа ќе важи како 1%, нели, во однос на некои работи кои треба да се во однос на некои работи кои треба да се случуваат на Cardano мрежата. Например, има предлог што треба да се прави, се може да има како да се гласа да или не, и ние ако гласаме не, а имаме 1 милион ада на 100 милиони ада, 1% ќе биде, например, на не или на да. Што значи и ова ќе треба да се прави, освен стекањето. Знам дека е малце сложено, но за да се направи фул децентрализиран блокчейн, мора и ова да се да биде вклучено, и мислам дека се едни од првите блокчейни кои го вклучи овој, со ова настанува и најголемата децентрализација на Cardano блокчейнот. Ова ќе ви го објаснам со Wallet, но прво ќе ви кажам јас кои волети ги користам. Ако видиме, јас користам Daedalus Wallet, како што ви кажав, за стекање на самите коини, но користам и Lace Wallet. Сега моментално сум на Mozilla Firefox, така да ќе треба да се преместам на Brave браузер, затоа што на Brave браузер можеме да инсталираме Lace. А тука имам и ето браузер на Mozilla. Не знам дека има Lace на Mozilla. Ова прв пат го гледам, знам дека пред некои 2-3 месеца кога гледав, Lace го немаше на нова. Океј, одлично. Шом го има. Тоа е добро, ќе почнам да го користам и на Mozilla. Значи, овие два волети ги користам, Lace Wallet и Daedalus Wallet. За Daedalus Wallet мора да имате прилично јако PC, мислам дека минимум требаше да имате 16 GB RAM и зафаќаше некои 100 или 150 гигабајти треба за Daedalus Wallet, но овој волет е најзаштитен, но секогаш кога ќе правите волетот, ќе ставите тежок пасворд, затоа што секогаш има можност некој да ви хакира. Значи не е ништо 100% безбедно. Сега да видиме, да ви покажам како може вие да делегирате и да стекате коини за да направите некоја заработка. Значи ќе се вратам на пуловите, само да видам, ова ми беше некоја пулова страница. Еве, например, ако сакаме да делегираме на овој пул, ќе го отварам вамо пулот, ќе го видиме, гледате, тука имате пул ID, сега гледате, имате тикер Forte. Ќе го копирам тикер Forte. Прво ќе објаснам на Lace Wallet, а потоа ќе направим и на Daedalus Wallet, затоа што треба да се преместам на друго PC, па ќе го покажам и на друго PC. Ќе отвориме, например, Lace Wallet. Не знам зашто ми е малце споро, ама сега што да правиме, тоа е Lace Wallet. Гледате, тука имаме ADA 267,50 ADA. Ја ќе го стварам целосно волетот, само видам каде беше, ево expand. Ќе му направиме expand, ќе го почекаме се лоадира и ако видиме, тука имаме опција за staking. Одиме staking и тука имаме browse pools. И тука исто така ги имаме некои основни информации во однос на пулот, но на страната што ви ја покажав претходно имаме многу повеќе информации. Тука го ќе Forte и гледате. Forte го имаме 39,01%. Гледате Active Stake, колку има Live Stake, делегатори, колку има. Значи ова 2030 души има делегирано ADA токени. Гледате Active Stake имате 29 милиони ADA се стекнати. И одиме тука Stake all on this pool или select pool for multi-staking. Можете, например, одреден јада на еден пул, на друг пул, на трет пул. Јас кога стекам само на еден пул, одиме Stake all to one pool. Гледате, тука ќе напише 267,50. Тука нормално може да направите колку сакате. Еве, јас сакам сите и confirm new portfolio. И гледате transaction fee, треба да подпишеме трансакција и гледате staking deposit, јас морам да дадам 2 ADA за да стекнам. Од кој ќе отидам next, треба да упишам пасворд.
Само да видам дали ќе си го подам пасвордот. И ја одам confirm. И гледате, hooray, you have staked your funds. И сега оно што го кажам, не е само ние да стекнеме, туку треба да направиме и да делегираме нашиот глас на еден од тие DREPS, што ги кажам. Значи, се вратам на Cardano DREPS, само да отидам GovTools DREP Directory. Ќе го отварам вамо на Brave DREP Directory. Само момент да се отвори. И гледате, тука има DREP Directory, еве, например, Altcoin, Oracle, јас не ги знам овие, сега ќе ви кажам јас кој ги знам. Само да направам 50 на 50, значи јас ги знам, само да ги попараме. Cardano ја да го знам. Знам дека овој добар има прилично добри работи направено за Cardano заедницата. Ако сакам може да направам Connect to Delegate, или нормално прво ќе го конектирам волетот. И исто така има уште еден, само да го најдам. Исто така и тој добар дечко, мислам дека кај него ќе делегирам, затоа што имаше помалку voting power. Само да видам. Не знам зашто не ме врати директно горе. Гледате, имате од Yoroi Wallet вакво 645 милиони јада се делегирани, тоа е прилично многу јак клас. Не можам да го најдам овој, не знам зашто. Тобиас Питер. Не знам зашто не можам да го најдам. Ајде да видиме на третата страна дали се наоѓа. Гледате, тука имате 318 такви DREPs каде што може да ги делегирате вашите ада. Што се деси? Не знам што се деси со мојот антивирус, малце се побркува. Вефл, добро. Знам дека беше CryptoCrow. Мислам дека може ми го... Еве го, CryptoCrow. Он има 211 милиони јада делегирано и сега ние што треба да направиме? Да го конектираме нашиот волет. Јас имам и некои други волети, овие ги испитувам, но јас користам Lace. Нели, кога конектирам Lace. Ајде ќе почекаме малце. Не знам зашто не сака вака брзо да се направи. Што се дешава? Зашто не сака? Малце чудно. Ајде уште еднаш Connect Wallet. Connect Wallet и не сака. Малце чудно. Не знам зошто. Ајде да рефреширам. Се надевам дека не ме врати на првата страна. Ме врати. Ајде уште една да пробам со Lace. Еве сега сака. Исто се параметри технологијата, барем на тоа сум навикнат. Гледате, тука ќе направам Authorize, Cardano GovTool, нормално Authorize, only once. This tool is connected to mainnet. Добро, окей. Сега би требало ми отвори исто така DREP директори, не знам зашто ме префарли. Малце споро го лоадира се ова. Ајде уште еден рефреш.
Се надам дека ќе бидам конектиран на волетот. Да, конектиран сум. Не знам зашто ги ладира толку споро работиве. Еве, дечки не ладираше, еве, например, не знам, сакам да делегирам, пример, еве, сега ќе земам на Moonstake. Ја ви кажав на кои два, но ова е само за пример, ја после нормално дека ќе се преместам на тие, но сега пак да не ги барам, за да не се зафркне нешто. Ќе отидеме тука Delegate. Ќе се отвори нашиот wallet, нормално да направиме sign. И гледате тука ќе ни земе трансакција исто 0,17 ADA. И ќе отидеме confirm, нормално ќе го напишеме нашиот пасворд на волетот. Ќе отидеме confirm и гледате all done, transaction in progress, please wait. Ја мислам дека требаше да помине трансакцијата. Не знам, ајде да видиме, да почекаме. Transaction in progress, ама не знам зашто се уште стои, мислам дека помина трансакцијата. Еве, гледате, your voting power have been successfully delegated, од кој отидов фикс на ова. Малце им се багнува сајтот, но сега тоа е што да правиме. И гледате, тука имаме Moonstake, дека сум ги делегирал на Moonstake. Ако отидеме view details, ќе видиме на пример is DRF for Moonstake our goal. Гледате, да се променира децентрализација, има објаснување за целиот. Вако дури гледате, имате и вебсайт, може да видите, например, каде сте делегирале, што сте направиле. Овие се две работи кои треба да се направат за да зимате пасивно ADA. Доколку не се направат овие две работи, нема да се прават. Мислам, нема да се зима нормално ADA. Сега јас не препорачувам стекање со Lace Wallet, со некои други волети кои јас моментално ги тестирам. Мислам, нормално вие ми се сите волети за тестирање. Ово исто така е волет на Cardano. Е сега колку е добар, искрено ви кажам, не знам. Јас знам дека и Чарлс Хоскинсон го форсира Lace. Така да, освен Lace, за вакви некои трансакции мали, гледате, дека нема многу ADA на Lace, а за стейкинг го користам Daedalus. Така да ќе видиме сега на следното писе од кој ќе запуштам, ќе видиме како треба да се направи истава работа со Daedalus Wallet. Значи, другари, да видиме како ќе го направиме сега со Daedalus Wallet. Ја гледате, више сум на старата daedaluswallet.io. Например, ако отидеме на оваа страна, треба да отидеме да го доwnloadираме волетот тука. Значи, download и потоа идеме download за Windows, ако користиме Windows, ако користиме Linux. И ова малце е посложена инсталацијата за Linux, така да не ја препорачувам. И можете исто за macOS, гледате, може да се направи. Од кој ќе симнеме, од кој се симне инсталацијата, таа бара 1,2 GB да имате слободна меморија, со тоа што тоа е првично што го бара. Потоа бара, мислам дека околу 150 GB да имате слободна меморија на самиот диск, за да може да се симне целиот блокчейн, затоа што ова како ова е цел нод, уствари симнувате цел нод, тоа е затоа и бара 150 GB. Како и да е, кој ќе се пушти, директно ви дава инстал. Сега јас ќе го инсталирам ваму каде што имам меморија, гледате, имам 860 GB. Видиме инстал. И ова ќе трае, не знам, мислам дека за брзо ќе се инсталира за некои 5 минути. Така да ќе го провериме за брзо. Тоест, еве, ајде да го почекаме малце. Да се инсталира. Дека после треба да се постават некои работи на самото вакво. Исто така треба да биде точно времето на компјутерот, значи треба да идете adjust time. Само мене не ми е синхронизирано, само синхронизирам со Македонија. Добро, ево Македонија и треба да отидете тука sync now, затоа што треба да биде точно времето со волетот. Затоа што може да ви прави некои проблеми. Знам дека на мене ми правеше проблеми, не може да го пуштам. Затоа и секојаш ќе се проверувате ваму да им биде синхронизирано. Друго правиме тоа, волетот се инсталираше. Ево, Daedalus Mainnet. Тоа е самиот волет. Ајде го пуштиме. И овој што зима голема меморија самиот волет.
гледате прво ќе почне и гледате тука имате time format, не знам, number format, English, а мене ми е дефолтна секојаш, така да continue. Ова ќе си го прочитате, и ја го имам прочитано 2 пати. И секако најде треба мора да отидете agree with the terms of service и да не се сложувате со нешто, мора да се сложите за ако сакате да го користите волетот. Гледате, ова е десктоп апликација, значи ова не е веб волет и е многу по-добар и по-заштитен од другите волети на Cardano. Потоа идете continue, за Analytics, ја не давам аналитики да ми прават, и потоа ќе си креирате волет, ако немате креирано, значи нова креати ќе ги направите чекорите. Јас нормално ќе кидам, затоа што јас имам Daedalus волет направено, ќе си одам Restore и понатаму ќе си направам Restore. Само направиме Restore, па ќе покажам што понатаму треба се дешава. И другари, еве направив Restore на мојот волет и сега гледате the balance intersection history of this wallet и сет скоро 15% синхронизирано со блокчейнот, што значи дека може ќе треба да чекаме 12 сата. Стварно не знам колку, затоа што уствари Daedalus волетот е light node и целиот блокчейн го симнува на компјутерот. И ради тоа треба да се синхронизира цело, ама поради таа работа е многу по-безбеден од другите волети. Така да ќе почекаме и после ќе покажам што треба да направите за да може да стекате и да можете да делегирате, нели она што го спомнав за децентрализација на Cardano блокчейнот. Така да, дечки, кога ќе биде синхронизирано, ќе видиме што треба да се прави. И другари, конечно може да кажам дека се синхронизираше цел блокчейн на Daedalus волетот, значи од прилика траеше 4,5 дена, мислам дека ова траеше. Многу време се синхронизира, ама многу е голем волет, мислам блокчейнот е многу голем. Што да правиме, си чека 5 дена за да може да си го доснимам видеото, ама сега тоа е. Значи видите, сега ваму имате, гледате, ова е Daedalus. Ова го гледате, тука имате summary, ви кажува колку ада имате, ваму колку трансакции сте правиле, какви трансакции. Потоа тука може да праќате, тука гледате receive, имате адреси, овие сите адреси се за Daedalus волетот, сега да не навлегам многу во блокчейнот, дека ќе останем уште едно саат време, ќе трае минимум видеото и не знам дали ќе ме разберете. Како и да е, сите овие адреси може да ги користите за да примите ада на овој волет. Гледате, тука има трансакции, тука има токени. Гледате, ја некои токени сум ги земал, ама не ги добиваш директно, туку знам дека преку некоја страна одеше, за ова ќе треба дополнително видео да направам, дека одамна немам земано. Вакво, сега само да објаснам тука, само да отидам summary. Значи како да стекаме, нели, за да можеме да се земеме награда, нели, таму 2,5 до 3,5%, таму колку беше. Сега да видиме, само префрлам прозорот ваму. Ајде, нешто ова споро, гледате нешто заебава писито, ама тоа е кога не го гасам по едно 20 дена. Нема врска, еве јас сакам да пример на овој пул да ги стекнам. Што се деси? Добро, нема везе. На Forte, значи гледате, тикерот ви е Forte. Одиме пример во ова стейкинг, идеме stake pools. Гледате, уствари они се више стекнати на Bravo pool, ама ќе префрлиме пул, така се префрли исто. Пример затоа што на епохи се дели као таймлайн Cardano се дели на епохи и после кога ќе заврши епоката ќе префрли на другиот пул. И еве сега например го сакаме, ќе го бараме Forte, еве го Forte, идеме на Forte, одиме delegate to this pool. Одиме continue, тука селектираме wallet, браво, мој wallet. Добро, он ни кажува дека сме делегирале на тоа, идеме continue, гледате имаме you have selected Forte stake pool to delegate to for мој wallet, окей, нема врска, continue. И тука треба да ставиме пасвордот, да видам дали си го памтам ја пасвордот, затоа што 4,5 дена поминаа, вакво синхронизирање блокчейнот, пасвордот ќе си го забориш. Мислам, боже ме сачувај. Ама сега што да правиме, гледате 0,17 сада ќе ни биде во фи, и confirm incorrect wallet. Ајде, сега да видиме. Ќе си го погодам ли бе?
Ќе си го подам пасвордот. Никад. Еве, другари, конечно, гледате, конфирм ќе се отиде таму и wallet delegated the stake from your wallet. Мој wallet is now delegated to the Forte, the Independent State. Добро, нема проблеми. Гледате, како што ви кажав, после само the next Cardano epochs have completed. Гледате, на следната епоха, таму после 7 дена, 2 часа и 27 минута ќе бидам делегиран на Forte. И од кој ќе го направиме ова, значи ви кажа понатака треба да се направи волтингот, тоест гледате, значи она што го кажував дека треба да се делегира на некој DREP за да ја добиете наградата. Сега исто така, гледате, го селектираме во овој wallet, delegate to DREP default, добро, и тука исто така може да бирате опции, например abstain, no confidence, delegate to DREP default. Ја препорачувам delegate to DREP default. Да си видите, сега ја DREP-от мислам дека беше само да видиме, ама и на некој друг DREP ќе делегираме. Исто што знам дека е добар. Само да видиме каде беше. Добро, еве го. Гледате, овој DREP, само да отидам view details. Тука ни бара please type or paste the valid DREP ID here. Добро, ајде да видиме кој ID го има DREP-от и од кој ќе се делегира. Више ви се стекнати јада, ќе се добијате награда и тоа ви е најголи пасивен приход од Cardano. Сега да видиме DREP ID. Гледате, ова му ID-то, тука го копирате, ставате ваму, пестирате submit, ајде submit. Идете submit и зашто заглава на submit, ја не знам што ви кажам. Нема, очигледно, морам да го заебанци да има, тоа е. Гледате, од кој ќе отидеме submit, гледате исто треба spending password. Чека да го пишеме пак spending passwordот. Гледате, тука се прави transaction confirmed, значи гледате voting power, delegation, значи довршуваме делегација и со тоа имате full, мислам, со тоа стекате на Cardano мрежа и се добивате пасивно приходче у џепче. Мислам, во волетче, не во џепче. Сега, дечки, сакам исто да кажам, затоа што пред, не знам колку беше денови, мислам дека пред 2 дена се деси некој напад на Cardano и многу луѓе зборат како Cardano не ги бивало, не знам, бил сплитуван чейнот, па во однос на цената, не се вратило. Мислам ќе направим исто така и техничка анализа, кратка една техничка анализа на Cardano, ви кажам ја што очекувам, кои се моите очекувања, до каде ја мислам дека би требало паѓа, дали би требало баунсне од некој resistance level или од некој support level. Па прво да ви го објаснам на кратко, Cardano Network disrupted by poison transaction attack. Ова што се десило, мислам, прилично голема работа, но кој ќе видиме во однос на некои други блокчейни, например ќе го земам еден од моите најомразени блокчейни, Solana. На Solana која се дешаваа вакви работи, која се прекинуваше целата мрежа, па се рестартираше мрежата, па се гасеше целата мрежа. Со тоа гледаме дека самиот блокчейн не е децентрализиран. Cardano блокчейнот прво не се не изгаси самиот блокчейн, туку продолжи да работи како два блокчейна. Што значи тоа? Како два блокчейна или split chain или fork или не е битно како ќе се каже. Тоа значи дека едни нодови на Cardano работеле со заразена трансакција и нели некои работи кои се издешавале со таа заразена трансакција, а одредени нодови, тоест нодови кои не биле аплитувани на најновата верзија, работеле на друга верзија. Со тоа што нели биле самите девелопери, самите нод валидатори го приметили ова и нормално се направил нов фикс, каде што сега на видеото, мислам што го гледав јас од Чарлс Хоскинсон, тој објаснува дека уствари се двата ченови споени, нели оние двата чена кои се направени со poisoned transaction attack, значи нели нодовите кои биле нормално со грешката на самиот чейн и нодовите кои немале таа грешка биле споени
но објаснувањето треба да биде малце подолго затоа што кога е направен новиот апгрейд и нели сето тоа е фикснато, со новиот апгрейд уствари чейнот каде што бил заразен е исклучен кога сите Cardano нодови биле апдейтувани нели на најновиот апдейт. Кога биле апдейтувани, тој чейн прекинува да работи и се враќаат на нормалниот чейн. Ја пак ќе кажам, не знам зашто многу луѓе нели не го сакаат Cardano, па не бил добар, па не знам што, па еве падна цената, па тоа не е добро, кога се дешавало и на други чейнови исто така. Ова одамна се има десено на Ethereum и уствари Ethereum имате Ethereum Classic. Уствари тоа е првиот Ethereum. И потоа е направен форк на Ethereum, а ова е прекрстен во Ethereum Classic. Ethereum Classic уствари правиот Ethereum. Ако видиме сега, тоа е Proof of Work, нели Ethereum денеска што го знаеме е Proof of Stake. И тогаш исто така е направена грешка, па никому ништо, па никој не се трескаше од земја, леле направија грешка, го сплитуваа чейнот на Ethereum, но тогаш добро не беше толку општо познато во однос на блокчейн и во однос на нели на коини. Тогаш претпоставувам Ethereum беше не знам $30 или $50, не знам колку беше, па е направена таа грешка, но сега што да правиме, тоа е тоа. Исто така и со Cardano, што ме оправено, исто така Чарлс Хоскинсон си кажа дека за тоа е направен Cardano блокчейн, да вакви напади не ја прекинат самата мрежа, не се рестартира мрежата и некој, мислам, и во однос да се враќа самата мрежа, нели да се врати пред да се деси овој познат transaction attack. И ако се сеќавате, пред некоја пола година на Ethereum нели се деси напад и се украдува, не знам, таму милиони евра во однос на Ethereum. И од која се украдува самите пари во однос на Ethereum, самите девелопери од Ethereum гледаат да го вратат цел блокчейн. Значи, доколку се вратеше целиот блокчейн, тоа ќе беше доказ дека Ethereum не е децентрализиран. Но тоа можеме и да го докажеме. Мислам, во самото видео на децентрализација видовме дека не е децентрализиран самиот блокчейн на Ethereum, тука е најдецентрализиран Cardano. Зборам во однос на Layer 1 блокчейни. Во однос на Layer 0 има други блокчейни кои се подецентрализирани дури и од Cardano. Но за мене Cardano е Layer 1 блокчейн кој јас највише го поштувам, мислам највише го следам затоа што е премногу добро направен. Во однос на оваа работа толку сакам да кажам, немам што поише. Можете да се прочитате, може да најдете еден тон информација во однос на овој напад. И сега сакам да направиме една кратка техничка анализа. Мислам, јас сега го користам TradingView. Нормално мене ми е платено за да користам прилично големи индикатори, да можам да гледам многу повише. Ова само да го севирам тука. Во однос на повише коини да ги следам, затоа што мислам дека на фри верзијата можете само еден коин да гледате и мислам дека може само користите два индикатори. Не знам, беше максимумот, ја вака можам да гледам до 20 индикатори од еднаш. Тоа што сега го кажам, во однос на Cardano коинот, ако гледаме во однос на работиве, тука имаме еден триаголник кој се создава прилично одамна, ако гледаме, се создава од 4 ноември. Значи, самиот триаголник, или ако го земеме од ваму, од 2 декември 2024 година се создава овој триаголник и ова целосно супресирање и движење на Cardano коинот во овој целиот триаголник. И тука очекуваме или ќе оди нагоре или ќе оди надоле. Сега во однос на идењава надоле, секогаш постои fake out, дека ако видиме може ова се врати во самиот триаголник и да продолжи нагоре. Сега во однос на Fibonacci retracement, тоа е исто така една алатка која добро може да се користи, кој ќе видиме овде како е дошол самиот максимум и ако видиме овој минимум и доколку го ставиме Fibonacci retracement можеме да видиме дека ќе дојде во плавиот круг. Значи доколку нели пробие и затвори неделната свеќа ваму, нормално дека би требало да продолжи надоле. Сега тука имаме major support level
и тој major support level можеме дури да го видиме служел како резистанс кога сме биле во bear маркетот во 2022 и 2023 година. Дури према 2024 година, каде што тука више има мала експлозија на Cardano, кога влегуваме малце во bull маркет, но сепак гледате нивоата се прилично супресирани. И сега ова кога видиме дека ни служило како major resistance, значи гледате, еднаш одбиено, втор пат одбиено, трет пат одбиено, четврт пат одбиено и више тука пробило. Сега ние major support, значи по това доколку пробие, очекувам пробивање на ценава дури идење до low levels. Но искрен да бидам според фундаментална анализа, затоа што јас повеќе гледам фундаментална анализа, а не техничка анализа, би требало да имаме експлозија на Cardano коинот. Затоа што ако видиме и вамо според RSI левелите, значи според Stochastic RSI и RSI левелите, гледате тука дека сме во еден минимум, значи ова е ултра минимум ако гледаме. Значи гледате тука негде на 33. А се испод 50 докажува дека Cardano е ужасно распродаден и би требало да очекуваме експлозија на самиот RSI и потоа исто така тука да расте цената на Cardano коинот. Исто така и тука можеме да видиме, и ако видиме во некои левели, например, еве се вратиме за да биде малце појасно. Гледате тука во однос на ова, значи помаранџестата линија била над плавата линија. Кога се дешава да доаѓа плавата линија над помаранџестата линија, гледате тука добиваме раст на коинот. Сега не мора тоа секогаш да значи, не секогаш се индикаторите значи најточни, но во однос на, мислам, ако гледаме само техничка анализа, би требало да ги следиме овие некои работи како се движат. Например, RSI за мене е еден многу добар индикатор, јас нормално дека ми е секогаш пуштен кога правам техничка анализа. Исто така доколку гледаме, тука имаме според MACD, ние сме во црвениот дел, што значи би требало тука да имаме више опаѓање на продажбата на Cardano и би требало да се движиме кон зелениот левел. Доколку ги гледаме овие два индикатори и доколку гледаме сапорт, значи ова major support левел ние, доколку ги гледаме би требало да добиеме одбивање. И сега ако гледам, претходно беше црвено, мислам дека до пред саат време, сега имаме више зелено. Ние сме на цена на 0.4150, што значи би требало да направиме еден баунс тука и би требало да одиме нагоре. Сега исто така ако гледаме малце подолгорочно тука имаме исто така на 1.20 мислам дека беше. Прилика ако гледаме на 1.19 или 1.20 имаме резистанс левел. Значи тој левел ќе треба да го пробие Cardano за да продолжиме во добар bull маркет. Мислам, реално кажано, би требало тоа да се дешава во наредните неколку месеци. Мислам, тоа би требало повише да го објаснам во фундаментална анализа и во макроекономија. Значи, во макроекономската слика би требало да се дешава пумпање на самите коини. Не знам дали знаете или не знаете, но од 10 октомври, значи по објаснувањето на Том Ли, мислам, тоа е еден од Wall Street волците во Америка, значи тој кажа дека уствари се ова што се издешава со самото дампање на коини, мислам, на вакви ликвидации, дека е направено грешка. Ја не мислам, не знам дали е направено грешка или заборавен квантум компјутерот па ги ликвидирал позициите со денови и со недели, па стигнавме до ова ниво, па и на ова дампање. Но мислам реално во однос на грешки што ги прават таму на квантум компјутерите, не е нормално да се дешава. Но сега што да правиме и по технички аспект, значи ако гледаме само технички, ние се наоѓаме во bear маркет, но мислам дека ова ќе биде краткорочен bear маркет. Тоест не мислам, јас сум 99% сигурен, не веќе оставаме 1% доколку нешто се деси.
Значи не знам сега некој настан да се деси, па стварно премине во bear market, но очекувам од тука бунсање на ценама на Cardano. Мислам толку имам да објаснам во однос на Cardano како би требало да се движи во наредниве недели и месеци, како и да ја не следам многу техничка анализа и не сум некој најголем експерт во техничка анализа, но сепак знам да гледам и ова. Сега исто така сакам да ме прашам луѓе во однос на Cardano, дали би требало, например, затоа што јас технички се разбирам, во однос на билдење на нодови и на пулови во однос на Cardano, дали мислите дека јас би требало да отворам еден Cardano пул, каде што сите македонци би се собрале и би делегирале коините на македонски пул, кој што нормално ќе со делегирање на пулот ќе придонесе до нормално до пасивна заработка на сите оние што ќе делегираат и исто така да се направи македонски дарап кој, например, јас би го следел и нели некој друг доколку е фанатик за Cardano, а во однос на пулот ја би го раководел како техничко лице. Дали мислите дека треба да направам такво нешто? Зошто би требало да направам или не би требало да направам? Би требало да си ги користим овие пулови кои сега постојат. И мислам дека тука ќе биде крајот на ова видео, така да се надевам дека ќе го разберете цело видео и доколку имате прашања, нормално поставете ги на YouTube во коментари. Така да поздрав дечки и девојки и се гледаме во некое наредно видео.